Најново издание на регионалните вести. Тетовската општинска администрација од сега ќе биде поделена на 36 оделенија, 10 сектори и 3 независни оделенија. Од дневниот ред на денешната 29-та седница на Советот на општина Тетово беше повлечена предлог одлуката за висината на надоместоци за услуги на православните гробишта во градот. 36 одделенија, 10 сектори и 3 независни одделенија е новиот начин на организација за работа на Тетовската општинска администрација. Предлог одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на општина Тетово беше изгласана на денешната 29-та седница на Советот на општината. Тетовските советници дадоа зелено светло за предлог измените и дополнувањата на општинскиот буџет за 2015 година, а го усвоија и вториот квартален извештај за реализација на општинскиот буџет за оваа година. На дневниот ред на денешната седница беше предлог одлуката за усвојување на финансискиот извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Тетово за периодот од 1.4. до 36. оваа година. Директорот на предпријатието Джелал Цека истакна дека за 24% се бележи зголемување на приходите на јавното комунално предпријатие откако се фактурирани сметките за вода со новата методологија за пресметка на цената. Координаторот на ДПА Дурим Љума рече дека советниците на ДПА нема да го поддржат овој извештај. Директорот на ЈКП Тетово Цека го образложи и извештајот за активностите во вонредната состојба во периодот од 3.8. до 25.8. Како што рече, Тетовското комунално предпријатие имало непланирани трошоци во висина од 2.054.000 денари за справување со последиците од невремето. Поради тоа, следна точка на дневниот ред која беше усвоена од тетовските советници беше предлог одлуката за покривање на трошоците направени во вонредната состојба од страна на ЈКП Тетово. Тетовските советници на денешната 29-та седница ги изгласаа и предлог одлуките за усвојување на план програма за работната единица комунална хигиена на ЈКП Тетово за 2015 година и предлог одлуката за усвојување на план програма за одделот за закуп и резервации и пазар на ЈКП Тетово за 2015 година. Од дневниот ред на денешната седница на Советот на општина Тетово беше повлечена предлог одлуката за висината на надоместоци за услуги на православните гробишта во градот и две точки кои се однесуваа на утврдување на детален урбанистички план за 2 урбани блокови во општина Тетово. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Расправата за точките од дневниот ред на денешната седница на Советот на општина Тетово доцнеше 40 минути. На почетокот на седницата, советничката група на ВМРО ДПМН побара измени на дневниот ред, што предизвика реакции и обвинувања за некоординираност меѓу советниците од владеачкото мнозинство. Некоординираноста меѓу партиите кои се мнозинство во Советот и натаму продолжува, велат од советничката група на ДПА, ВМРО Народна партија и СДСМ. Опозиционите советници реагира откако советничката група на ВМРО ДПМН на почетокот на седницата предложи предлог одлуката за висината за надоместоците за услугите на православните гробишта да се одложи за една од наредните седници. Според нив нема потреба од измена на дневниот ред на седниците, доколку постои постојана координираност на советничките групи. Секогаш испаѓа дека не сте координирани, а денеска повторно барате да се симна точка. Време е навистина да седнете пред седница на Совет, да ги издоговорите, искоординирате и нема потреба од одолжување на седницата. И новаа седница не сте координирани, без разлика. Јас ке прифатам да се одложи точката за висината за надоместоците за услугите за закуп во православните гробишта. Советничката група на ВМРО ДПМН побара на денешната седница да се расправа за враќање на старите сметки за комуналии, кои пред неполна година беа поскапени. Ваквото барање најде на реакција од опозиционите советници. Јас минатата година во месец октомври поднесов барањето за да се разгледа методологијата на цената на услугите што ги нуди јавното комунално, поточно водата и ѓубрето. И тогаш Ивица
едногласно одбит дека таа работа е завршена, поточно урена и више нема што да се прави. Нашето неприсуство не беше ради тоа што ние го поддржувавме, значи покачувањето на водата, покачувањето на сметките. Нашето неприсуство беше револ за да не се покачи водата за пиење. Предлогот да се расправа за враќање на старите сметки за комунали не беше прифаќан во неколку наврати на повеќе седници, откако истиот беше поднесуван од советникот на ВМРО Народна партија Драган Давидовски. Светскиот ден на белиот стап денес беше одбележан во Тетово. На трибината организирана по тој повод беа истакнати проблемите со кои се соочуваат слепите лица во градот. Тротоари претворени во паркиралишта, немање на семафори со звучна сигнализација, несоодветен пристап до институциите, невработеност. Секоја година на Светскиот ден на белиот стап, лицата со оштетен вид гласно потсетуваат на најголемите проблеми, кои им го отежнуваат секојдневното функционирање. По тој повод денес беше одржана трибина во салата на општина Тетово, на која присуствуваше и тетовската градоначалничка Теута Арифи, при што беа истакнати повеќе барања кои би им го олесниле животот на слепите лица во градот. Слепилото е една од најтешката инвалидност и можеме да кажеме дека слепо лице секојдневно се наидува на бариери, а пред се може да ги спомнеме архитектонските бариери. Сдруженијето на слепи лица Тетово е едно од поголемите здруженија во Република Македонија, во кои членуваат околу 205 слепи и слабовидни лица, кои што за жал бројот е во пораст. Ние како здружение сме должни да се грижиме за нивната проблематика, образование, вработување, рехабилитација, социјала и друго. За прв пат нашето здружение организира трибина за да ја запознаеме јавноста со нашите проблеми и потреби и подигнување на јавната свест и дека не треба само еден ден во годината да биде 15 октомври, туку да го славиме, туку треба секој ден да биде како овој ден. Би сакала да се заблагодарам до Министерството за труд и социјална политика, која обезбеди околу 600 тифлотехнички помагала за слепи лица, а тие 600 помагала се во Националниот сојуз, каде што се распоредуваат во 18 здруженија. Оваа година за прв пат добивме и апарати за мерење на шеќер во крвта, кој што секој кој што користи таков апарат може да го подигне во нашето здружение со извештај од лекар. Тоа што денеска јас ги информирав е нашиот ангажман нормално во рамки на можностите бил секогаш да имаме што повеќе простор, особено за пешачење на луѓето и само досега, еден голем процент на тротоарите ги имаме ослободено токму за тие цели, имајќи го предвид фактот дека истите години и години наназад повеќе се користеа како паркиралишта отколку како места за пешаци, така да со истите политики ќе продолжиме и во иднина. Нормално дека организацијата има конкурирано во рамки на нашиот скромен буџет кој го имаме за невладини организации и тоа ние го имаме прифатено и одлучено да го одвоиме за нив, за да можат, например, да организираат други активности. Исто така, дел од нашата поддршка е и поддршката на еден од младите таленти кои за несреќа спаѓа во оваа групација, во однос на поддршката на неговото школување и добивањето на часови по музика, што јас сметам дека ќе има добар напреток. И остануваме нормално отворени за секој вид на друга соработка и зошто да не, за да успееме да мобилизираме можеби и други фондови, се со цел, сите луѓе да не се чувствуваат дискриминирани, туку дел од нашиот град и нашето општество. Што е со семафорите кои што се случи? Тетово е град каде што многу малку има семафори во користење, со тенденција истите така, за истите да се прави други решенија. Не планираме враќање, туку едноставно решенија кои овие што постојат, да бидат полесни и за овие лица, додека за другото во рамки на урбанистичкото планирање, е град со повеќе без семафори, туку со организирање на сообраќај со кружни текови. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија по повод 15 октомври апелира да се укинат сите облици на дискриминација кон слепите лица во сите сфери на општеството, како достапност на физичкото опкружување,
приспособеност на јавниот превоз, соодветна примена на новите IT технологии, пристап до едукација, вработување, екзистенција. Апелира на право на читање и достапност на публикуваните материјали на Брајова азбука, посебни тактилни патеки или тротоари со означени коцки за движење на слепите лица, поставување звучни семафори низ целата држава, звучни известувања за станиците во градските автобуси, звучни банкомати и пристапност до електронско банкарство, како и подготовка на предлог закон за самостојно движење на слепите лица со куче водич, кое покрај белиот стап би им овозможило полесно движење на овие лица. Новина од Управата за јавни приходи. За даночните обврзници се воведува електронска услуга – интернет плаќање на даноци со безготовинска картичка. Управата за јавни приходи со новина за даночните обврзници. Воведена електронска услуга интернет плаќање на даноци со безготовинска картичка. Единствено што треба да сторат даночните обврзници е да се регистрираат и да креираат собствен кориснички профил. Сакаме да ги запознаеме граѓаните и сите даночни обврзници за новата електронска услуга што ја воведува Управата за јавни приходи, а тоа е интернет плаќање на даноци со безготовинска картичка. Управата за јавни приходи значи е во текст со сите модерни текови во општеството и една од првите институции кои што воведува ваков систем на плаќање. Плаќањето на даноци значи преку интернет е многу поедноставено. Со воведувањето на ова услуга на граѓаните, плаќањето на даноците може да се врши со безготовински картички, значи Виза, Маестро, Мастеркард картички. И ова услуга е целосно бесплатна што е воведува Управата за јавни приходи. Не е потребен дигитален сертификат да набавуваат граѓаните за ова услуга, туку е доволно да креираат кориснички профил за оваа услуга на интернет страната на Управата за јавни приходи, а тоа е електронскиот сервис е плаќање на даноци. На овој начин и со користење на оваа услуга сите граѓани ќе имаат можност да ги плаќаат своите даночни обврски навремено, да имаат целосен увид во нивните плаќања, да ги избегнуваат трошоците кои што би произлегле од ненавремени плаќања, значи поднос на камати. И оваа услуга првично е воведено за плаќање на обврските по основ на данокот на додадена вредност, персоналниот данок на доход и радиодифузна такса. Регистрацијата спомнав дека е целосно бесплатна. И единствено што треба да направи секој граѓанин е да го креира тој кориснички профил. Кај нас на ниво на Управа за јавни приходи веќе има регистрирано негде околу 23.000 кориснички профили по основ на електронски плаќање и увид на состојба на плаќања за радиодифузна такса. И за оваа група на даночни обврзници кои што веќе имаат ваква регистрација, Управата за јавни приходи ова услуга автоматски ја проширува и по основ на плаќањето на ДДВ-то и персоналниот данок на доход. За сите кои што евентуално имаат нејасноти околу начинот на креирање на тој кориснички профил за користење на ова услуга, ние како Управа за јавни приходи имаме соодветни служби кај кои што можат сите да се обратат за да добијат соодветни информации, или пак да се обратат можат и телефонски на инфолинијата во инфоцентарот на Управата за јавни приходи, а тоа е бројот 0800 33 30. Ова е само еден од начините за плаќање и иначе доколку немаат можност евентуално, значи немаат компјутер, немаат интернет конекција, продолжува значи и стариот начин за информирање и за плаќање на своите даночни обврски. Услугата плаќање на даноци овозможува да се заштеди време и да се избегнат каматите за задоцнето плаќање. На овој начин даночните обврзници ќе можат да вршат онлайн преглед и плаќање на даночни долгови за персонален данок, ДДВ и радиодифузна такса. Семено насилство и кражба бележи полицискиот билтен. Полицијата работи на расчистување на двата случаи.
16-годишна тетовка во присуство на својата мајка вчера вечер околу 21 часот пријавила семејно насилство што попладнето го извршил нејзиниот невенчан сопруг со кого заедно живеела неколку години, информираат од Савра Тетова. Според полицијата покуса вербална расправија пред нивната малолетна ќерка, тој со шлаканици ја удрил невенчаната сопруга по лицето, а во турканицата се повредило и девојчето, пошто жената телефонски се јавила во полициската станица Тетово и побарала кривичен прогон за сопругот. Нешто подоцна сопругот 21 годишен исто така од Тетово лишен е од слобода. Разговарано е со него и по целосно расветлување на сите поединости поврзани со случајот ќе се соочи со поднесок. Полицискиот билтен бележи и кражба во куќа во Гостиварско. Имено 31 годишникот Чегране вчера околу 14 часот и 30 минути пријавил дека во периодот помеѓу 4 и 14 овој месец засега непознати сторители провалиле во куќа на негов роднина во Форино, инаку времено вработен во странство Германија. Откако насилно ја отвориле влезната двокрилна пластична врата, ги пребарале сите простори и противправно одзеле телевизор, PlayStation, лаптоп, правосмукалка, плоча од електричен шпорет, пар дими и свечен фустан. Со одземеното од куќата незабележани од никого заминале, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 150.000 денари. Извршени увити се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите. Во изминатите 9 месеци полицијата открила 77 странски државјани кои непријавено престојувале и работеле во полог. Најмногу од нив биле женски лица кои работеле во угостителски објекти, најчесто како пејачки или танчарки. Во рамките на континуираните професионални активности за справување со непријавено престојување и работење на странски државјани во Полошкиот регион и евентуална нивна инволвираност во трговија со луѓе и криумчарење мигранти, изминатите 9 месеци од годинава секторот за внатрешни работи Тетово реализираше вкупно 14 акцијски контроли, од кои 6 во Тетово и 8 во Гостивар. Во овие и во една редовна контрола откриени се 77 странски државјани, најмногу женски лица. Најголемиот број од нив, поточно 35, биле од Република Србија, 25 од Република Албанија, 9 од Бугарија, 4 од Косово, 3 од Босна и Херцеговина и 1 од Црна Гора. Странските државјанки на возраст од 20 до 45 години биле ангажирани во угостителски објекти, кафејани, ноќни клубови или кафулиња, пред се како пејачки или танчерки, но и како кенлерки, собарки и друг угостителски персонал. Во овој период е регистрирано едно само пријавување во полициската станица Гостивар на 2 странски државјанки, едната од Косово и втората од Босна и Херцеговина. На странските државјанки кои нелегално престојувале или работеле на подрачјето, изречени им се соодветни законски, парични и друг вид санкции, пошто се депортирани во матичните земји. Во споменатите акцијски контроли биле затекнати 18 женски лица од нашата земја, исто така пејачки, танчерки или кенлерки. Минатата година пак на подрачјето на Савра Тетово биле спроведени вкупно 23 акцијски контроли, во кои биле откриени 85 странски државјани, најмногу од Албанија, Србија и Косово. Уапсени се неколку лица во денешната акција на полицијата во регионите на Скопје и Куманово за пронаоѓање и лишување од слобода на луѓе, наводни соработници на групата која изврши вооружен напад во мај во Кумановско диво населје. Приведените се изнесуваат пред судија во претходна поставка, а претресите на полицијата се изведени главно во кумановските села Брест, Малино и Отлја. Инциденти во акцијата немало. Во меѓувреме од основното јавно обвинителство информираат дека издале наредба за спроведување истражна постапка за уште 7 македонски државјани од истрагата за диво населје. Седницата на Косовскиот парламент денеска воопшто не започна поради фрлање на солзавец, пошто сите пратеници излегоа надвора, пред зградата се собрани група активисти на опозицијата, додека хеликоптери на КФОР го надлетуваат плоштадот. Пратеник од опозицијата во Косовскиот парламент денес пушти солзавец во парламентарната сала во знак на протест против договорот со Србија постигнат со посредство на Европската унија. Овој втор ваков инцидент не делава.
8 бегалци се водат како исчезнати откако дрвен чамец со кој се движеле кон грчкиот остров Лесбос се судрил со патролен чамец ангажиран на операција за спасување, пошто потонал, соопшти грчката крајбрежна стража. Инцидентот се случил денес на половина наутички мили од островот Лесбос, која е главна точка за влез на бегалци на нивниот пат од соседниот турски брег. Стотина илјади луѓе кои бегаат од војна или сиромаштија досега оваа година преминале од Турција во Грција. Во меѓувреме грчката крајбрежна стража во потрага по бродови со бегалци во изминатите 24 часа од водите на Егејско море спасила 830 лица. Палестинскиот председател Махмуд Абас побара итна меѓународна интервенција за да се спречи нова војна на Блискиот Исток. Во најновиот бран насилство меѓу израелците и палестинците се убиени најмалку 38 лица, 31 палестинец и 7 израелци. Абас предупредува дека израелската агресија врз палестинскиот народ, неговата земја и светите места може да испровоцира светска војна, поради што ја алармира светската јавност за итна интервенција пред да биде предоцна. Меѓу другото изјави дека поддржува мирен народен отпор против израелската окупација. Силите лојални на сирискиот режим започнаа денеска офанзива во централната провинција Хомс со поддршка на руските воздушни сили во кои загина најмалку 10 лица, јавуваат сириските државни медиуми и групи за наблюдување. Сириската телевизија, повикувајќи се на воени извори, соопшти дека војската започнала операција во северниот и северозападниот дел на провинцијата Хомс со цел повторно воспоставување безбедност и стабилност во селата и градовите на тоа подрачје. Војската превзема контрола над селото Ал-Дар Ал-Кабра, северно од Хомс, јави сириската телевизија. Сириската обсерваторија за наблюдување на човековите права со седиште во Лондон соопшти дека руски авиони извршиле најмалку 15 воздушни напади во областа со борби во кои загинале најмалку 10 лица, од кои 6 бунтовници. Според воените извори, операцијата во Хомс е стратешки поврзана со операциите на режимот во соседната провинција Хама во изминатите неколку дена. Русија започна воздушна кампања во средина на 30 септември за борба против групата Исламска држава и други терористи. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне наместа со краткотраен дожд. Утринската температура се движеше од 5 до 12, а дневната од 18 до 21 степен. Утре не очекува променливо облачно време. Утринските температури ќе се движат од 6 до 13, а дневните од 17 до 20 степени. Тоа беше се што информативната редакција подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!